Продолжуваме со уште еден гостин кој што сигурен сум дека ќе го задржи вашето внимание и сигурен сум дека ќе ни разјасни дел од работите поврзани со Facebook, односно со социјалните мрежи, големиот крах кој што Facebook и останатите, мислам дека беше WhatsApp, не го користам, да, WhatsApp, и Instagram исто така имаше проблем пред 2 дена и се уште им трае тој проблем во одредени кликнувања, категории, така натаму сурфање по овие социјални мрежи. Ќе го прашаме нашиот денешен гостин Бојан дали ќе се опорави и дали ова може би значи крај на Фејсбукот, затоа што младите повеќе не го сакаат. Не сме биле више во шема ние што сме на Фејсбук, младите си бараат свое ново катче, своја нова мрежа, каде што ќе си комуницираат и ќе се отрасат од нас старите. Тоа е исто како и во кафичи во диско. Тоа го коментиравме со Бојан Кордалов. Добре дојде во утринската. Како си ми? Здраво, Ненад, фала, благодарам за поканата, супер, одлично, како си ти? Па, еве, од утрово растонети, некако позитивно расположени, убави информации, фини гости, актуелни. Има Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, праќаат луѓе, си комуницираме интерактивно и со нашите гледачи кои што нели ни праќаат во вид на информација или фотографија и ги провоцираме тоа да го прават, затоа што на секаков начин во ова ново време сакаме да бидеме во комуникација. Па всушност суштината е и таа. Мора да разбереме дека ако порано луѓето трчале по информациите, да ги чекаат, да ги добијат, денеска информациите трчаат по луѓето. Така е. И не е важно денес на кој начин ќе се информирате или ќе испратите информацијата, туку е важно да ја испратите, бидејќи можете во реално време тоа да го направите преку социјалните медии, можете да се јавите во телевизија и понатаму, можете да бидете гостите. Меѓутоа, постојат многу можности. Затоа тој крах што се случи загрижи многумина. И беше на врвот на сите топ вести ширум светот. А да, но покаже една работа. Покаже дека ние не сме толку веројатно зависни од интернетот генерално, туку од социјалните мрежи. Неколку луѓе, неколку колеги со кои што работевме на едно истражување во тој момент, влегува во канцеларија и викаат: "Е, луѓе, нема интернет." Јас викам: "Мислиш нема Facebook, Instagram?" Да, и WhatsApp. Значи, имаше интернет. Ние сите можевме да отвориме Google, можевме да пребаруваме, но не можевме да пристапиме до омилените социјални мрежи. И се покажа дека всушност се повеќе стануваме зависни од тој тип на интеракција, тој тип на комуникација, тој тип на дружење. Да, дефинитивно сме зависни. Сега јас спомнав на самиот старт дека младите некако почна од пред неколку известно време, неколку години да ја избегнуваат оваа социјална мрежа, односно Фејсбукот. Они веќе почна Инстаграмот, но ајде конкретно за Фејсбукот, нели, голема фама се дигна околу падот и околу податоците, кражби и така натаму, но ќе го полека ќе го објасниме сето тоа. Зошто бегаат младите од Фејсбук? И па, ајде да се вратиме сите на она што го зборувавме на една 15-16 годишна возраст, кога сме седели во некое кафуле и кога дури 3, 4, 5 години повозрастните од нас сме ги перцепирале како стари. Значи, едноставно сме сакале да бидеме со својот круг, сме сакале да бидеме со врсници горе-долу. Едноставно, младите сакаат да видат во друштво со млади. Тоа е првата работа. И втората работа, родителската контрола или контролата на возрастните е нешто кое што сите како млади луѓе не сакат да го имаат или сакаат да го избегнат. И тоа е причината да во одреден момент кога се појавија социјалните мрежи, особено Facebook, ајде MySpace и Hi-Fi предходно, и тоа е да почнеме со Facebook. Кога се појавува Facebook, таму сме главно млади, односно се главно млади луѓе. Меѓутоа, полека с неколку години почнуваат се повозрастни. Значи, кога ќе стигне бабата да има Facebook профил, внукот веќе да го нема. Кога ќе се насети дека бабата или дедото ќе има Facebook, веќе внукот почнува да оди на Instagram. Да. Полека годините поминуваат, се случува истото на Instagram, но со забрзано темпо, многу побрзо. Тетките, бабите, и да не редиме, значи сите тие ги откриваат филтрите на Instagram. И сега полека се прибегнува кон TikTok, кон Pinterest, да не редам и така натаму. Едноставно се што е тера инкогнита или неоткриена, непозната земја за возрастните, за младите е интересно. И Facebook има добра стратегија, не случајно падна завчера Facebook, Instagram и WhatsApp. Тоа се компании во собственост на Facebook практично, или на Закенберг, како сакате. Значи всушност го држат каналот на комуникација на различни целни групи, различни возрасти и различни типови на професии. Значи, на крајот на гриштата, социјалните мрежи можеби се за нас нешто огромно, меѓутоа се обични компании и платформи. Так. Може и да паднат, може и да им прегорат серверите, може и да имаат хакерски напад, може и да погрешат, може и да ги снема. Значи, едноставно,
колку и да се тие многу помоќни и многу поголеми од она што ние тука го гледаме или што можеме да го исперцепираме, сепак се обични платформи кои што може се това да им се случи. Но одговорноста која што ја имаат е многу поголема, бидејќи таму ги имаат податоците. А почнаа ли да се однесуваат ноншалантно малку во Facebook, што ајде како најголема социјална мрежа? Не мислам. Во смисла на податоците. Знаете како убавата работа во целото ова е што западните земји, САД, Европската унија, имаат многу силни закони и многу силен мониторинг над почитувањето на законите. И тоа е најголемата гаранција дека всушност податоците мора да се чуваат правилно и не смеат да се продаваат на начин како што ние замислуваме дека некој може да влезе и да ни каже се за нас. На крајот на криштата тоа ви е како во банка. Ајде да го дадеме како пример што сите го гледаме тука. Значи во една македонска банка, која и да е, не може вработената да влезе без авторизација, без да остави трак и да провери за нашата сметка или сметката на нашата компанија. И тоа не случајно е така, бидејќи тие податоци се чувствителни. Дали е тоа матичен број, дали е тоа име, дали е тоа вредност на сметката, што и да е. Тие работи има начин како се складираат и чуваат. Сега да го замислиме тоа на милиарди корисници. Значи тоа се буквално кодови, тоа се буквално алгоритми кои што кодирано ги чуваат тие пораки. Значи не е начин да може едноставно во тоа да се влезе и да се пребарува. Така што не постои ништо идеално. Се случува и грешка, се случува и хакерски напад, се случува и кражба, меѓутоа компаниите мора и постојано водат сметка да ги подобруваат своите безбедносни сертификати. Како во САД социјалните мрежи, така и во Македонија, да речеме, банките и другите компании. Како стигнале на хакерски форум 1,5 милиарди лични податоци, овде зборуваме не за шифрирани, овде зборуваме име, имейл, телефон, пол, локација на корисник, ID. Тие биле шифрирани. Прво треба да видиме што тоа ќе се испостави финално, како точно и како релевантно. Тоа е првата работа. Втората работа, секако тие биле кодирани, меѓутоа некој ги декодирал. И трета работа, хакерски напад. Значи она што го споменуваме, што може да се случи. И тука Facebook конкретно се оправдува со тоа дека има хакерски напад и не може да сноси одговорност, тужби и така натаму. Facebook може да сноси одговорност, меѓутоа најголемата одговорност, ако не ги чува добро личните податоци, е што ќе нема корисници. Добро. А понатаму истрагата мора да покаже дали стана збор за виша сила, дали стана збор за тежок криминал и кој ќе носи вината. Значи буквално се што гледаме на микро, на секојдневно ниво, се случува и на едно многу повисоко ниво за нас. Постои истрага, си постои верификација, проверка да се види што се случило и нормално се најде виновникот. Ќе се вратиме со совет за податоците и што да не ставаат корисниците, нели? Убаво е да се спомене посебно на оние новите кои што се приклучуваат на овие социјални мрежи, но ме интересира дали конечно имаме официјална информација, извештај што му се случи на Facebook. Дали тоа беше хакерски напад или грешка во програмата? Ти со какви информации располагаш? Јас располагам со истите информации со кои што располагате и вие. Не сум директно поврзан со Facebook, за да имам ексклузивни... Нема некој свирка за да ти пише од Facebook? Немам за жал. Се шегувам, мора да се почека да се заврши, темелно да се одговори. Информациите беа дека настанала грешка, првични информации беа дека станала збор за хакерски напад. Западните демократи ќе најдат начин во следните часови и денови да ја кажат точната причина и точната случка која што настанала. Многу поважно за да се извлече поука. Бидејќи голема работа се случи, меѓутоа многу е поважно како да се превенира и да не настане иста или уште поголема. Тоа е клучното сега. Бидејќи и да е хакерски напад, и да е било каков криминал, постојано криминалот и да речем заштитата или одбраната се во надпревар. Исто како во секојдневието. Ви имате полиција, имате луѓе кои што се бават со криминал. И постојано едните одат понапред, па другите одат неколку чекори понапред, тоа се случува и во интернет сообраќај. Значи политичките реклами ќе ги гледаме. Ќе ни се појавуваат на социјални мрежи. Ќе ни доаѓаат дома ако не се појавуваат. Така што на социјални мрежи може да стиснеме X ако не сакаме да ги гледаме, а дома е многу потешко да не отвараме. Па ама ќе викаат, ќе ги одржат митинг во мало. Добро да чуеме што имаат да кажат, ајде се да не сме толку лоши. Би сакал еден стручен совет до новите родители, да речеме, кои што се соочуваат навистина со проблем со новиве генерации.
како да превенираат, како па и скришно да следат од својот компјутер мобилен, дали постои некаква можност, нели сите родители треба да имаат увид барем во делот тоа што нивното дете го прави на интернет, што му е достапно на интернет и така натаму. Наједноставниот одговор е дека постојат апликации за родителска заштита кои што овозможуваат вие да можете да го заштитите повеќе вашето дете на интернет. Меѓутоа тоа е еден од одговорите. Клучниот одговор е какви насоки, какви правила, каква репутација ќе му дадеме на детето во интернет просторот. Тоа е основното. Дали комуницираме, како комуницираме, дали првенствено ги знаеме ние како функционираат социјалните мрежи со цел да може да ги дадеме одговорите на детето. Бидејќи секој дете осознава и прашува, а денешните деца се раѓаат со YouTube или со мобилен телефон. И ако ние не знаеме каков одговор да дадеме, тоа детето ќе го побере одговорот на некој друго место што не знаеме дали е адекватно. Втората работа е многу е важно да ги поставиме улогите. Не само како да се однесуваме, туку и кој е жртва, кој е виновник. Бидејќи многу пати со случаите на јавна соба, нас не се случуваше да морализираме, наместо да јасно потенцираме кој е жртвата, кој е виновникот. Да. И тоа е многу голем проблем во општеството. Значи, ако нечи податок, нечија слика, фотографија е злоупотребена, тогаш таа личност е жртва. Небитно каде, како ја објавила, дала фотографија, не ја ставила на јавна употреба. Или не ја ставил на јавна употреба. Или да си објавила на приватен профил. Така. Никој нема право тоа да го злоупотребува и ние да викаме сама е крива за тоа. Да. Значи тоа е многу важно да разбереме дека жртвата е жртва, сторителот е сторител. И со брзо постапување и решавање на тие работи ќе испратиме порака и до сегашните родители и до идните родители дека во суштина тоа е клучното. Значи разговор, доверба, јасно поставување како се однесуваме во интернет просторот преку првично наше спознание како функционира интернет просторот, јасно поставување што е жртва, што е виновник и на крај како уште една најверна другарка, апликацијата која што до одредена возраст кај децата ќе ни помогне да ги заштитиме, не само да ги следиме, туку да блокираме разни фрази кои што се неадекватни, да не алармира за содржини кои што се неадекватни за возраста, бидејќи дете на 6, 7, па дури 9, 10 години, ако изгледа содржина која што е неприлагодена на возраста, може да направи не само страф, може да нанесе многу сериозни последици за какви што за жал и во регионов и во светот сме слушале. Така, и уште кога сме кај советите, кои податоци не треба да помислат да ги ставаат во лични податоци, да речеме на Facebook? На социјалните зборуваме мрежи. За деца, така. Зборуваме за младите децата. А ако зборуваме за деца, мора да разберат или да си ги ревидираат профилите, еве ќе се изненадите, барем од моето искуство на обуки за доста деца, училишта по цела Македонија, ќе се изненадите колку младите во суштина се во тој дел дигитално описменети. Така. И внимаваат на својата приватност и на поставките. Ова на бабиве да им кажеме, тие се нови на Facebook. Кај дигиталната писменост и кај медиумската писменост имаме многу поголем предизвик со возрастните луѓе, бидејќи тие многу повеќе веруваат во се што ќе видат и мислат дека многу почесто дека се е веродостојно, дека не постои лажна или наведувачка информација отколку младите. Младите денеска се раѓаат со интернетот, буквално се раѓаат, значи како беше на прво го гледа веројатно гинекологот, понатаму мајката, трето е телефонот, дај да сликам. Значи третата личност во наводници која што едно бебе ја запознава несвесно е технологијата интернет. Така. А веројатно за скоро ќе биде првата. Од негде горе ќе слика и така натаму. Така што овие генерации учат и знаат. Не можат сами, меѓутоа во оваа фаза се многу подготвени отколку возрастните. И мора да ставиме акцент на ние да учиме. Така. Како функционираат мрежите, што е ново, кои се трендовите. На крајот на краищата најважно да научиме каде се наоѓаат веродостојните информации, каде се наоѓаат корисните апликации, платформи, канали за да можеме да им ги покажеме на децата и како родители, меѓутоа и како ученители во воспитно-образовниот процес. Ни треба дигитална писменост не како предмет, туку како животна лекција. Знаете како детето кога ќе го научиме еднаш да поминува улица на зелено, потоа цел живот не го мислиме како ќе помине улица, бидејќи сме дале лекција за цел живот. Така треба и овде. Да покажеме каде се добрите информации, добрите апликации, корисните. Како корисно се помине времето. Ако тоа го направиме, понатаму секоја единка, секоја личност ќе се развива и ќе биде самостојна правилно во целиот живот.
Така, сега сакав и нешто поврзано со едно истражување кое што го правеа Wall Street Journal и е поврзано со оваа нова социјална мрежа, прилично нова, нели? Нова платформа што младиве се уште им е актуелна, TikTok, нели? Каде што во ова истражување на новинари вели дека регистриран како 13 годишник почна да му се појавуваат многу порнографски и сексуални реклами и така натаму, или реклами за алкохол, за дрога и како да се превенира таму? И дали може некако да се превенира? Во таков случај Алгоритмот си исчитува? Не може, не. Во таков случај, ако некој кој што е регистриран на 13 години му се појавуваат содржини за 18 години, тогаш треба да се ревидира алгоритмот и да се најде виновникот во компанијата која што тоа го прави. Меѓутоа, ако некој лажно се представува за возраст или игра со тоа, тогаш го игра и алгоритмот и тука треба да се преземе многу повеќе едукација и заштита. Така што нема друг лек, мислам, нема подобар лек од превенцијата и од стекнувањето на правила на игра во интернет просторот. Сите сме истражувале, сите сме пребарували, сите сме били и деца и млади. И знаеме дека не оди се по планот, не оди се по линијата по која што сме тргнале. Меѓутоа, денешното општество со интернет технологиите буквално се дава на дофат, на рака. Значи не е да треба да го бараш или да треба тешко да дојдеш до него. И тука е предизвикот практично како да се создадат тие вистински правила и како да се вложува во свеста на младите од најрана возраст. Значи во довербата, во разговорот, во комуникацијата, во градењето на однос на доверба. Знаете како, ако едно дете на 4 или 5 години ве праша нешто поврзано со YouTube и вие кажете не ме интересира, тоа е глупост, така, че одговорот ќе го бара на друго место. Како што јас пред известно време зборував за TikTok. Например. Таму има само луди видеа. Да. И тоа не знам ја како може да им се дозволува на младите. И вашите деца нема да кажат да, татко ми рече така, не Тама рече дека е лошо TikTok. Тато рече дека е лошо, ама потоа ќе земе да го преиспита тоа. Од друг извор, трети извор и ќе си го бара одговорот. Значи бидете подготвени да го дадете вистинскиот, точниот, сеопфатниот одговор и така да се помогне на децата во интернет просторот. И нормално да знаат дека отворено можат да разговараат за поддршка и за помош. Тоа се основните работи. Се друго веќе понатаму е и апликацијата е важна, секако за да може да превенирате. Меѓутоа ако дојде до крајни стадиуми на да речем лечење, не на превенција, ќе биде многу потешко да се излезе од целата ситуација. Затоа од старт доверба, разговор и пред се многу учење на дневна основа каде се корисните информации на интернет и што треба нашите деца да им инсталираме, покажеме и да ги насочиме. И последно прашање. Ајде. Дали дојдовме во време кај што ништо не може да се скрие? Со оглед на тоа дека веќе животот ни е цел на социјалните мрежи. Сакале или не келе? Да, доаѓаме во време каде што информацијата буквално патува за секунди и каде што работите кои што постоеле и порано денеска се многу лесно видливи. Ама тоа носи друга ситуација со себе, дека веќе имаме толку видено се, што веќе не постои нешто што може да изненади и да направи толкав проблем. Така што мислам дека треба малку да се вратиме неколку чекори наназад и да разбереме дека интернетот е место каде што се однесуваме коректно и пристојно, не во смисла што објавуваме, туку во смисла што е она што правиме, а во исто време не сакаме и нас да не го направат. Значи едноставно интернетот постои за комуникација, за двонасочна врска, за можност да влијаеме и врз традиционалните медиуми, врз политичарите, да влијаеме врз компаниите, врз подобрување на услугите, значи и да се дружиме, да го правиме сето тоа, меѓутоа да го правиме на начин како што сакаме секој да го прави со нас. Приватноста е многу важна. И затоа ќе потенцирам жртвата и виновникот никогаш не смеат да се поистоветуваат независно како изгледа ситуацијата. И втората работа, многу негативни појави кои што ги има, ако се решаваат брзо, во денови или во недели, нема да може да се повторуваат и да се случуваат и ќе бидеме многу посигурни во интернет простор. Бојан, јас и ти како тргнале работи, веќе треба на 2 дена да се гледаме, затоа што само излегуваат некакви дали информации, дали проблеми со социјални мрежи и така натаму и многу теми ќе ни се наметнуваат и во следниот период. Не е до нас, мислам, дека ни даваат повод. Се шегувам, јас со задоволство. Ама со задоволство те очекуваме повторно набрзо за некоја следна тема. Ти благодарам за одвоеното време.
ви благодарам. Ето така, верувам дека овие совети ќе ви дојдат добро денеска, барем за оние новите кои што се на социјалните мрежи и откривме што се случи со Facebook.